Главнината од ланската реколта тутун е откупена, иако законскиот рок е до крајот на февруари. Откупувачите досега купиле 25,3 милиони килограми тутун по просечна цена од 419,15 денари, изјави министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Цветан Трипуновски. Министерот додаде дека вкупната вредност на откупениот тутун изнесува околу 170 милиони евра, од кои 95,6% веќе се исплатени на тутунопроизводителите кои го имаат предадено својот род. До крајот на февруари ќе има отворени пунктови да се докупи родот, додаде тој. Останува уште мала количина тутун која согласно предвидената динамика ќе биде откупена во наредниот период. Секоја откупна компанија ќе има отворен пункт до крајниот рок за откуп кој трае до крајот на месец февруари, појасни Трипуновски. Судија на претходна постапка при Основниот кривичен суд Скопје, постапувајќи по предлог на Основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција, донесе решение со кое на осомничениот апелацијски судија Ѓоко Ристов му се определува мерка куќен притвор, како и дополнителна мерка за обезбедување присуство, одземање на патната исправа и забрана за издавање нова. Со оглед на тоа што осомничениот е апелацијски судија и се товари за кривичните дела, перење пари и други приноси од казни во дело и противправно стекнување и прикривање имот, судот претходно го доставил предлогот до надлежниот судски совет на Македонија, кој одлучува за одземање на судискиот имунитет. По добиената согласност од судскиот совет, судот го прифатил предлогот на Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. Против ова решение странките имаат право на жалба пред кривичниот суд, велат од Основниот кривичен суд Скопје. На Универзитетската клиника за респираторни заболувања кај децата во Козле се хоспитализирани 70 деца, од кои околу 10 се на кислородна поддршка. Дополнително хоспитализирани се и 15 деца кај кој е потврден вирус на грип од типот А со компликации, изјави директорката на клиниката професор доктор Катерина Бошковска. Според неа дневно на клиниката се прегледуваат меѓу 150 и 200 деца, што укажува на зголемен интензитет на респираторни инфекции кај најмладите. Бошковска појасни дека симптомите на грип најчесто започнуваат нагло со покачена телесна температура, болка во грлото, болки во мускулите и зглобовите, носна секреција и сува кашлица. Упати апел до родителите да превземат превентивни мерки како избегнување сопири во затворен простор, редовно миење на рацете, дезинфекција на површини, внесување свежо овошје и зеленчук во исхраната и престој на чист воздух. При појава на симптоми на грип, децата да не се носат по градинка, да се изолираат, да се одржува добра хидрација со зголемен внес на течности, да се даваат лекови за намалување на температурата. Доколку симптомите траат повеќе од 3 до 4 дена или се влошуваат, со појава на интензивна кашлица, забрзано или отежнато дишење, потребно е да се побара лекарска помош, нагласи директорката на клиниката. Гренланд им припаѓа на неговите луѓе и никакви закани или царини нема да го променат тоа, бидејќи сувереноста не е на продажба, изјави високата представничка на Европската унија за надворешни работи и безбедносна политика Каја Калас на дебата во Европскиот парламент посветена на територијалниот интегритет и суверенитет на Гренланд и кралството Данска. Според неа, најавите на американскиот претседател Доналд Трамп од саботата за воведување царини кон земјите што не го поддржуваат американското превземање на Гренланд создаваат ситуација каква што не е доживеана досега. Европската унија е близок и сигурен партнер на Гренланд. Лидерите на Гренланд и Данска беа апсолутно јасни дека за иднината на Гренланд може да одлучат само неговите граѓани. Соединетите американски држави, Данска и Гренланд се вклучени во директни разговори. Тоа е она што го прават одговорните сојузници и разговараат. Но важен е тонот на овие разговори, како и заканите упатени надвор од нив, порача Калас. Според неа, директните закани нема да извршат притисок врз Данска да се откаже од Гренланд, туку тие само ризикуваат да ги осиромашат и Европа и Соединетите американски држави и да го подкопаат нивниот заеднички просперитет. Изминатата недела голем број европски земји испратија воен персонал на Гренланд. Ова присуство според Калас има цел да го одржи регионот безбеден, предвидлив и стабилен. Тоа не представува закана, бидејќи одбраната и заштитата на Гренланд е заедничка грижа на Европа и НАТО, додава таа.
Бугарскиот председател Румен Радев поднесе оставка до Уставниот суд. Радев ја соопшти својата одлука во обраќање до бугарскиот народ, во која објави дека последен пат им се обраќа на граѓаните како председател на државата. Според член 97 од Уставот, една од можностите за предвремено прекинување на мандатот на председателот и на подпредседателот е поднесување оставка пред Уставниот суд. По поднесената оставка неговите овластувања престануваат со утврдување на околностите од страна на судот. Според основниот закон, кога шефот на државата поднесува оставка, подпредседателот стапува на функција председател до крајот на мандатот. Сегашен подпредседател на Бугарија е Илијана Јотова. Румен Радев е петиот демократски избран председател на Република Бугарија. Тој беше избран за својот прв мандат во ноември 2016 година. Во ноември 2021 беше реизбран за втор мандат. Во периодот 2014-2016 Радев беше командант на военото воздухопловство на Бугарија. До овој момент во Бугарија немало случај на поднесена оставка од страна на председател. Во своето емотивно обраќање Радев побара прошка од граѓаните и упати остри критики кон политичките елити. Дискредитирани политичари, жигосани како корумпирани на меѓународно ниво, тргуваат со националниот интерес, оцени бугарскиот председател. На крајот од говорот Радев најави дека неговата борба продолжува заедно со граѓаните. Времето денеска променливо облачно со сончеви периоди. Предпладне по одделни котлини има појава на магла, ке дува слаб јужен ветер. Во Скопје променливо облачно време со сончеви периоди. Предпладне по одделни котлини има појава на магла, ке дува слаб јужен ветер. Во наредните 2 дена се очекува променливо облачно време со сончеви периоди. Предпладне по одделни котлини има појава на магла, ке дува слаб јужен ветер, а температурите ќе бидат во благ пораст.